Добро вечер. Здраво, здраво. Hello на сите. Мило ми е што ве гледам. Мило ми е што се собираме пак на уште еден вебинар. Ќе има уште неколку. Наредната недела ќе ја скокнеме. Нема да имаме вебинар наредна недела. Среда, а после тоа знам зашто ми на декември вчера нешто планирав. А инаку, за септември планот е после да има вебинар на 3, 10 и 17. Пак може и на 24, ама на 3, 10 и 17 ќе има 100%. И ќе види, кажам темите однапред. Има уште неколку луѓе во waiting room, само да влезат, да ни доџампат, што се вика, и ќе си продолжиме. Темата на мојот ќе ни биде, работиш на себе, а не гледаш резултати. Еве зошто. Мило ми е што ве гледам во волка голем број и вечерва. Јас сега ќе се ставам на на main speaker, така да биде по јасно после на снимката, а пак да внимавам на рацете, прошлиот пат кажав ќе внимавам и пак многу тресав масата и после тоа се снимката, ама еве сега ќе потрудно биде подобро. Ако случајно ми закуца снимкава, ми ја закочи, ако падне интернет, ве молам пишете во чет или нешто така рака мафнете лево десно. Знам за што се работи. Фала ви на сите што ви се вклучени камерите. Многу е попријатно кога му се обраќа некој со вклучени камери. Отколку да гледам само вака црно исклучено, па не знам ни на кој зборам, што зборам, ни какви ви се гримасите, реакциите и слично. И плюс тоа, сум го кажала, не знам пред колку вебинари го зборавме дека не знам какви испитувања се правени, невронаучни, вакви такви на база на неврологија и слично, дека статистички многу повеќе кер добиваат и корист од ваквите вебинари и предавања од луѓето што имаат вклучени камери, пошто подсвесно повеќе следат, веќе се внесени во предавањето, а јас ви посакувам сите да имате многу корист од сео што го правиме, што го збориме. Крај крајва тоа е крајната цел. Ве замолувам исто така да ми пишете во чет со јас или вакво некое знакче, тие што најпрв пат доаѓате на мој вебинар. Исто така пишете да видиме од кај се јавувате. Има ли тука скоро нови вечерва? Ако има, пишете во коментар. Само да намалам тука нешто. Да, имаме. Добро. Океј, и од кај се слушавме? Од кај се од Скопје или од другите градови или од Македонија или од Германија, Австрија? Добро, Скопје. Ова другите, добро, Велес, Радовиш, Скопје. Супер, многу ми е мило. Од секаде што сме се собрале, плюс неколку тука видов веќе што се Германија, Шведска, Австрија, Франција, сигурно видов, до другите не сум сигурна, не од Нойс, па се разбира. Специјален поздрав за најдобрите луѓе живеат во Нойс. Поздрав, Ана. Знам точно кој од Нойс се јавува. Многу ми беше интересно на тој рилсот со нешто кај што има трамваи, кај што нешто зборам за диаспората и слично. И тој ден бе во Нойс, кај моите сестри, прво не ја живеев таму, сега сме преселени многу блиску до Келн. И ако продолжете вие другите да пишувате Скопје, окей, супер. И сега дента бев таму и викаме ми треба овој рилс да го снимам, и треба повеќе снимки од разни места и секако требаше да има добрат. И како што одиме по продавници лево десно, спатја обаувам уврскава да ги снимам кадрите што ми требаат и сестра ме снима и онака низ Нойс, низ центарот, по некои бутици, покрај тоа Ревет, еден супермаркет, проаѓам и така натаму. Човек што живее таму не може да не си ги познае снимките и некоја особа неколку недели откако се врти рилсот и некоја особа ми пишува што не знам, не се знаеме, не ми ни фоловер, не сме ни стапиле во контакт. Воопшто пишува само коментар, Нойс, демек си го познав, баш беше тоа интересен момент. Окей, ајде сега ќе започнеме. За тие што пишувате дека сте скоро нови, ќе направам мало интро и мало запознавање.
Знам дека тие што доаѓаат тука редовно си кажале, а добро, са пак исто така во збори, знам што ќе каже и вие што сте го гледале ова на YouTube до сега, исто може се мисли таму од друга страна, па сега мора да ги спочитуваме луѓето што се апсолутно врпат тука и мора да бидат воведени во приказната да знаат зашто всушност ние ствари тука збориме, зашто сме се собрале тука каде што сме. Значи, јас сум Маја. Работам како трансформацијски коуч за жени, која што термин и поим само по себе апсолутно ништо не значи. Чак што више дури може би и одмага повеќе од што помага ова објаснување, пошто оваа професија се темели на многу една, како да кажам, лоша премиса, кога слушнат луѓето коуч, вака се штрекнуваат и се тргнуваат и викаат добра е уште еден, значи кој што немал што да работи па коуч станал, меѓутоа малку повеќе има смисла и јаснотија ова што го работам, откако ќе слушнете позадината како и се зашто почна, а тоа е дека до мои 29 години мој живот течеше по една многу предвидена траекторија, школа, факултет, диплома, брак, дете, претходно нели измеѓу тука и вработување као почеток на нека кариера, со нула степен исполнетост, нула степен онака као големата награда академија, без да бидам свесна дека она што ми фалело многу во мојот живот е освестување на многу мои уверувања, навики, однесувања, мојата перцепција, мојот мајндсет, мојот стандард за успех кој бил и слично. И се додека не дојде во мојот живот Јоана, мојата ќерка, која што ми беше најголем учител на светот и дојде со посебни потреби, заради која што одма се преселивме во Германија за да обезбедиме добро здравство и заради која што почнав да работам на себе кога она имаше 3 годинки негде, а јас имам 33, со цел да си помогнам себе си, на нејза, на сопругот, да ни биде поубаво, да можеме подобро се односиме со целата таа тешка ситуација. И она што се случи како бајпродукт, како нешто непланирано и неочекувано и не како да кажам поставено како цел, е ова професија мене да ме најде така што целата работа на себе ја што ја сработив, ми донесе голема трансформација што луѓето што ме знаат во живот ја приметија и самите ми рекоа ти ова треба да го работиш со други луѓе затоа што си нашла начин како да станеш од некој што не бил ваков, некој што е толку многу надежан, оптимистичен, со толку здрави навики, дисциплина, посложен живот, организација и тајм менеджмент, веројатно ќе најдеш начин да ги научиш и другите луѓе како да го прават тоа. Така дознав дека луѓето што се занимаваат со таков тип на работа се викале ствари коучови, за кои што прв пат слушнав на така мои 33-4 години. Отидов на сесија кај еден. Многу ми се допадна, почнав многу длабоко да навлегувам во темата, да учам како се прави тоа. Со текот на годините доаѓаат се повеќе и повеќе жени на кај мене што само ми потврдуваат дека ова е тоа што треба да го работам, ова е мојата мисија, ова е тоа што сум се родила и многу добро ми оди затоа што се многу големи докази доаѓа тоа што се многу големи резултати ја работам мојата работа. Низ сите овие години, приказнато од едно така што на Јоани се влоши многу здравјето во 2020 година, тоест нешто при крајот на 2019 година, а во 2020 година не напушти, физички повеќе не е со нас, иако со дух и енергија е секој ден тука и се дека работам оваа работа, она ќе живее. Сега, од тука доаѓаме до денешната тема, ќе го скратиме воведот, а секој од вас што ви интересираат повеќе детали на темата или мислите дека ќе ви користи повеќе, ако знаете за мојата приказна, слободно може да ми придете приватно, аз немам проблем да го делам моето искуство и јавно и на разговори со вас, затоа што ако тоа може вас да ви помогне, онда добро би било ево уште една позитивна причина зашто сум морала јас тоа да го поминам, да барам на некого можам да му помогнам во некоја негова животна предизвикувачка ситуација. Денешната тема е работите на себе, а тоа не се познава, односно изгледа како да нема резултати и еве зошто. Прво и основно не треба да напрашувам кој од вас се чувствува така, затоа што тоа што дојавте во волка број денеска зборува многу за вашиот интерес на тема. Може би секој од вас не се чувствува баш идентично како да онака работам на себе, не се познавам ништо. Може би некој од вас се чувствува како работам на себе, ама нема толку многу брзо резултати колку што јас би сакала. Така што еве една прво брутална вистина како што често се случува на овие резултати, а тоа е следнава. Многу мина од вас имаат, само да напомнам, има неколку луѓе во waiting room, ги гледам од тука. И да фатам само нешто за од коментариве.
Аха, добро. Или пишува дека била на претходното предавање за петте книги, а инаку е во Германија. Нема проблем, окей. It's all good. Значи, бруталната вистина е следна. Повеќето од вас имаат прочитано многу книги за личен развој, уште повеќе имаат прегледано подкасти на темата, имате гледано YouTube видеа, правите разни белешки. Еден куп од вас со сигурно знам, затоа што ми пишувате. Правите новогодишни резолуции, пишувате цели на крај на декември, готово са јануари, штом ќе дојде тоа и тоа ќе правам, ќе се хранам здраво, ќе вежбам редовно, обавезно, овој пат не подклекнувам, ќе држам дисциплина, нема више да прокрастинирам, нема веќе да правам doom scrolling, ќе се бавам со учење на паметни вештини, ако немам некоја така голема цел пред мене да ја поставам, ќе си поставам цел барем да научам некој странски јазик или да научам во Canva да едитирам или тоа. И сепак, кога ќе се погледнете во огледало, во одреден дел од денот, вие се уште се борите со истите мисли, се уште ве напаѓаат истите сомнежи. И ви доаѓаат на некој начин мислата празнина. Ви доаѓаат сомнежи од типот на, добра, можно ли е да се така некако поставени работите во универзумот на сите да им тргне освен на мене. Што кога јас сето тоа еве сам го правам и на крај не функционира за мене. Ето, зашто доаѓа до вакви потенцијални себесомневања и мисли и само саботажи. Не затоа што сте вие мрзливи, не затоа што немате капацитет за повеќе, секој од вас има. Туку затоа што сте заглавени во некаква замка на лажен раст. И денес ќе ви покажам како да излезете од неа. Ама прво ќе ја објаснам малку повеќе како изгледа таа замка. Значи, собирате некакво знаење. Сите вие, теоретски сте подковани на тема на личен раст и развој до 101 и назад. Ја, за да ви докажам, дори можам да земам и да ви спрашувам. Ја сега да однотираме една по една и да ве прашам, што мислиш, како треба да се почне денот? Ќе кажете, не треба да се почне со телефон, треба да се почне со ретроспектива на себе си, не треба да правам тоа, не треба прво кафе да внесувам од соварја, треба прво вода со лимон или што и да. После тоа ќе прашам, со какви луѓе треба да го поминуваме секојдневието? Вие ќе кажете, треба да се поминува секојдневието со позитивни луѓе што ти го хранат растот и развојот, не со негативни, не со оговарања, со песимизам, некој слично, затоа што петте луѓе што те обкружуваат и да прават на крај тоа што си ти и твоето однесување. Теоријата ја владеете сите, затоа што се ова толку многу е слушано, што луѓето више го третираат дури како флоскула, дури како туку така нешто да се каже. Меѓутоа, тоа е само собрано знаење. Кое што ако не се живее во пракса, тоа не може да се нарече акција. Тоа ти е како да купиш некоја многу скапа спортска опрема, некој, не знам, тренерки од 500 евра, патики од 700 евра, не знам, се запишеш во најскапата теретана и слично, а никогаш да не кренеш ниту текче. Вие најчесто се чувствувате зафатати, конзумирајќи ги сите тие содржини што постојат околу вас, ама не се движите никаде. И она што е многу опасно во целата оваа замка е што ваквото однесување ви прави илузија дека вие растете, а во суштина сте на истото место. Колку од вас ова го чувствуваат како вистина за себе? Ајде искрено во коментари. Што дури да ви тие ќе гледат снимката, не може да ги видат коментарите, да сте го виделе видеото конвертирано на YouTube, само јас се гледам таму, вие не се гледат. Коментарите печ не се гледат. Фала ти на искреност, еве не ви ги читам имињата. Вика јад и се смее, се гажа смее. Добро. Океј. Одиме понатаму. Ќе ви кажам ствари прво за една, кога ја станав свесна дека ова се случува, ствари која е разликата помеѓу луѓето што работат на себе и како имаат резултати и што им досаѓаат на сите други околу себе, леле работи на себе многу е добро, пример,
на својата сестра, пријателка, другарка, кума, колешка, братучетка, снаја, золва, свекрва, мајка, секоја што жена во незиниот круг, што и она би сакала да ја види како просперитетна, како дека расте, дека си ги остварува своите цели, достигнува некои нови нивоа и почнува онака да ја вика леле работи на себе затоа што ова е супер супер, ама ни не го пратам никош затоа што они не се стигнати до тоа ниво воопшто и да посакаат воопшто да приметат дека не им е добро моментот кај што се и треба да работат на себе. Што значи има жени што работат на себе и ги гледаат резултатите, а има некои и што не. И многу рано имам сватано зошто тоа се случува. Сега ви кажам пример конкретен. А тоа е мојот проблем. Си знам, но прикна да практикувам на повеќе причини. Апсолутно. Ти и многу други. Ти и многу други. И кога ќе го свестите ова, тука натака, јасно ќе ви видам што да правите. Значи, не е битно до сега како било, гледат тука натака да извлечете некаква полука. Значи, по овие обукиве каде што одев, конкретно првата, најсилна, најтака некако долготрајна обука во која што вложив во себе беше од 2019 година и имаше Албанеза 40 и нешто жени. Со повеќето нив многу се поврзавме и си комунициравме. Пола нив не доаѓаат, значи со вака што ги организираше Zoom таа менторката, меѓутоа пола бевме птоморни и љубопитни, со многу голема потреба и желба да ни се смени животот и затоа и толку гризавме амбициозно. Се тие што ги запознав и што ги гледав редовно, пола просперира навистина многу, на со видлив просперитет на сите животни полиња и на поле на врски, и на финанси, и на кариера, и на поле на здравје и така натаму. А пола се чини дека завршија на истото место на крајот на програмата каде што и беа. Што беше разликата? Тоа што тие што не постигна просперитет, всушност само го исконзумираа материјалот. Уживаа на средбите, не дека не. Посебно што тие средби се секогаш што многу набиена енергија. Тука ми се некои од овојките што беа на претходнава програма, после ќе се вклучат, ако сакат нешто ќе ви кажат, значи тие се така убави средби со истомисленици, со like-minded people. Сите имаат за цел раст, но сите имаат желбата да си ги постигнат целите, се храбрат меѓу себе, се формираат убави другарство и пријателства, се во текот на 2-3 сесија доволно да почнат некои интерни зафрканци, интерни шеги, зашто некој пат некој нешто ќе каже смешно или ќе подели иронична приказна, нешто ќе каже на некоја шега на своја сметка, па ќе се фатиме за тоа и слично. Значи, тие средби се многу убави, они уживаа во сето тоа. Зборам за овие добитјевот 2019 година. Уживаа и во лекциите, меѓутоа не ги применуваа. И што се случи после тоа? Имаше едно не ја кажам како се вика, иако има многу стандардно име, кога кажам нема шанси да знаете која е, но сепак никогаш не се грижам многу да штитам приватноста на луѓето. Значи, стандардно име има типот на Ана, Марија или Маја, она во 100, да кажеш Маја, 50 ќе се завртат, ама нема врска. И покрај тоа што стандардно името, не ја кажам која е, ама она остана на истото место кај што остана, нема врска, продолжува живот, тече дале. За година и пол јас веќе на велико имам клиенти, веќе на велико работава, се рекламирам, правам интервјуа, излегуваат лева десно, значи луѓето знаат зашто можат да ми се обратат и дека ми се отворени канцелариите за да ми се обратат за да работиме заедно и она ми пишува. Иако бевме колешки на програмата. И ми викам, јас би сакала да влезам и на твојата програма, да видам, ајде сега баш дали нешто ќе се помрднам да правам. И јас си викам, добро, ајде, толку кошта, тоаш може да почнеме, ајде да ја почнеме работата. И на најпрвата сесија ја прашувам, чисто за да видам кои работи се битни да ги постигна. Ја прашувам од што тоа на толку не е задоволно во моментот, што се почувствува потреба да ми се јави да работиме. И она го почнува незиното излагање со следниве зборови. Па ете, Маја, толку време работам на себе, значи толку години и пред таа програмата заедно кој што бевме и после тоа. Ја веќе не знам зашто мене работите не ми се менуваат. И тоа кога кажа, пред мене ми излегува како типот на за истата особа ли збориме, дали е можно тоа за тебе иста особа да има двете различна перцепција. Она толку многу долго го повторува тој патерн на само конзумирање содржина
што веќе нејзиниот мозок ја убедил дека тоа е работа на себе. Па не, и онакако ме тргна тоа кога го кажа, и јас викам, што сакаш да кажеш по тоа толку и толку години, ај, кажи ми на точна временска рамка, дај ми што тоа ти конкретно правиш и она. Па ете пред тој програм кај што се запознавме јас и ти, јас претходно бевме уште 3 програми. Добро, значи претпоставувам паттернот бил ист, конзумирање содржина, а не користење. Ете и на тој програмот кај незе, кај таа менторката, ете, гледај ти кај си, гледај Даниела кај е, гледај ова кај е, Стасана, ја ето тука во место стоам. После тоа исто работав на себе, викам како точно, па се запишав на уште еден програм и ја викам стоп. Стоп секунда. Вака се. Значи, многу те сакам, многу си ми мила, многу добар впечаток ми имаш оставено што тогаш ќе ти кажам нешто не работиш на себе. Јас ми викам, ма како, ја цело време сум од програм на програм, точно. Ја исто така можам да гледам цела година како некој прави 3 минути пленк, па прави 10 склекови, па скока 3 минути jumping jack, па пак прави пленк, па прави чучњеви и ја да си го изгледам видеото секој ден така пола сат, да јадам сладолед додека го гледам видеото и после да се легнам и да се пуштам филм. Тоа работа на себе, тоа вежбање ли е? И она се смеа, па не, добра, ма знаеш кога јас само мислев дека уште 2 книги да прочитам, ама стоп, ама не. И викам, значи, џабе ние почнуваме било каква работа ако ти не ги применуваш тие работи. Џабе ти што знаеш што треба да се прави. Мораш да ги примениш, мораш да си дадеш она пуш, да си дадеш дисциплина. Тоа е многу тешко. Тоа се постигнува таков тип на дисциплина, да можеш сам да го сработиш тоа на ничим изозван, на свој 30, на свој 40, на свој 50 години, да ги менуваш тие навики од корен. На таков начин може да останеш дисциплиниран само ако ти е многу лошо во моментот. Мене, например, таа 2018 година, кога почна официјално мојата работа на себе, 16 октомври 2018 година, првиот ден кога официјално јас почнав да правам рутини, почнав да правам нешто, конкретни акции за мојот личен раст и развој. Многу ми беше лошо. Многу дното го. Доле од дното и да сакам да паднам, да се скријам, да некако да се утешам барем во мракот, немаше подолно ниво. Значи, Јоана, епилептични напади секој ден, секакви предизвици, неизвестност голема, не знаеме каде ќе се движи тоа, од болница на болница, од град во град, 300 км, 500 км подалеку од дома, сум одела да лежам со неја по месеци, никој околу мене мој. Но дна, значи, по дно тоа нема. И кога јас открив дека ова може да ми помогне, вака се пати за сето тоа и не пуштив веќе. И не пуштив, затоа што не дека ми беше мене лесно да излезам од зоната на комфорот, мене ми е лесно до денеска би ми било полесно да пукнам пуканки, да спукам 5-6 епизоди поред на Netflix, да си јадам нотелче, да си правам нешто така, да си пуштам мозок на пасење, да си одам на кафиња, да имам на релакс, уствари на некој оговарање, да правам сите такви работи што мозокот не треба да ги правиме скролинг, на pleasure seeking, задоволство до ден денес би ми било тоа полесно. На крајот на паметот не ми доаѓа. Затоа што знам дека ако се вратам на таа страна кај што бев, многу боли. Многу. Се, или треба толку многу нешто те боли, да влезеш во таква дисциплина, или да донесеш многу цврста одлука од когнитивна страна, од некоја логика твоја, јас сега, денес, но сум промена точка, готова доста е, и ќе се менјам, затоа што сум јас помалку од сите други што успеале, и ќе се устремам на многу голем успех, па ако треба цел живот ќе се обидувам и ќе паѓам 200.000 пати, ама не се откажувам дури не умрам. Само во тие две ситуации човек може да се натера овие работи да ги прави сам. Од таа првата ситуација е некако полесно, па многу те боли, па многу е полесно да истраеш во таа дисциплина. Оваа вторава многу е потешко, многу често се паѓа. Знаете што? Затоа што биологијата против нас. Ова е научно докажано. Значи, ние, иако имаме 30, 40, 50, 60 години, на когнитивно ниво, нашиот мозок настанува на 5 годишна возраст, каде што на 5 годишна возраст потребно ни е
некој да ми каже, измени заби, сега е време за легнување, сега треба да ги соблечеш пижамите, да облечеш тренерки, одиме во градинка, сега треба да се јаде, сега доста играње, ајде ќе одиме надвор, то со надвор ќе си дојдеме дома. Значи нас на 5 годишно дете, 8 годишно дете, 10 годишно дете, затоа е потребно да има родител или старател и не може да биде одговорно за многу сериозни одлуки, затоа што на тоа ниво на мозокот му многу тешко да избере одговорност преку задоволство. Ама ние остануваме на тоа, значи некој многу голем дел од посвесниот мозок не останува на тоа когнитивно ниво и кога сме големи. Затоа толку многу луѓе и со огромни таленти не може да останат дисциплинирани да водат сами свој бизнис, она пропаѓаат, одат во расул, одат во не знам што прават, доколку немаат шеф, доколку немаат структура, доколку не работат во некоја фирма, корпорација, што и да е, каде што се поставени структурно работите, каде што таа особа добила job description според цек, 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 цек одредени делови, затоа што така ни е полесно да функционираме. Премногу е тешко. Сам на себе ничим изозван, цела слобода ти е пред тебе, цела вечер пред тебе, сите сега во моментов може да се пуштите Sex and the City или Емили Парис и да си уживате. Така, многу е потешко човек да се натера да биде дисциплиниран. Сега сме 37 прекрасни жени на овој состанок, пало е многу што дојавте. За овој вебинар се пријавија преку 150. Кај се другите? Кај се? Еве, ако ставев да биде 5 евра, другите можеа да кажат, немам 5 евра. Стварно не можам сега да платам. Немам сега и затоа нема да дојдам. Еве, бесплатно. Се собравме денес тука, бесплатно да збориме на оваа тема. Каде се другите 100 и кусор пријавени жени? Не се тука. Зашто тешко да одолееш на сите светкави задоволства што ни стоат на располагање цело време. И затоа многу полесно и побрзо се напредува кога некој те гура, кога имаш некој од страна, кога те некој ментор и ќе ти даде некоја структура и ќе ти кажа остави ја целата оваа галама на страна, милиарда подкасти, милиарда видеа, тиктокови, рилсови, шортови, книги, еден куп кој што не ти требаат сите во моментов да ги прочиташ. Одредени ти требаат сите не. Не можеш да читаш, например, ти сако си на почеток на некоја работа, допрва почнеш да бидеш фриленсер, ти да читаш некоја книга, бизнис која што те учи како да ги организираш твоите 50 работени. Што ќе ти е? Што ќе ти не, уште нема заработено ни свој 500 евра месечно. Полека, не треба да читаш таа за милион во годината како се заработува. Значи, тогаш кога го објаснив тоа на оваа особа, дека не може само да конзумира, дека во секундава сум спремна да ги вратам парите, ако и сега така настроена, само да ме слуша, само да си имам убав муабет, она да си плаќа скапа другарка на некој начин и да завршиме со коучингот, туку дека со нејзе ќе работам само по овој пат, озбилно се овакво се комитува се, направи комитмент, дека ќе ги прави работите, она рече, не, то молам, не ми враќај пари назад. Не, ајде да видиме, нели, баш сакам да го достигнам тоа ниво, да барем да предам основниот праг, да не со време на исто место. И работевме заедно и морам да бидам искрена дека првите 3 месеци не направивме ништо. Што сега не можам да го лажам, можам да кажам и тогаш она направи готово, изгуби 30 кила, заработи 6.000 евра повеќе, не знам како, не се случи тоа. Значи се бореше, се мачеше душичка, со прокрастинација, со солзи лета на сите страни, жив срам ја изеде од мене на секоја наша средба, 15 минути да се извинуваше зашто не ја направила домашната, што се обрекна дека ќе ја направи. И на крај ги истраживме се сите, и на крај она сама кажа дека едноставно можеби, но стварно не е толку многу лошо во моментов и едноставно можеби едноставно нема доволно голема шило. Ама се станавме во многу добар контакт. И 9 месеци покасно, ете ти ми се јавува, ми вика дали уште работиш пакетот 6 сесии, веков работам, сега сме цената, меѓутоа работам. Океј, дали ти уште истата сметка? Да, уште ми истата сметка, ти пуштам сега пари и закажи ми прва сесија. 9 месеци покасно, кога дојде и кога почнавме да работиме, веќе беше скроз друга приказна, затоа што
доволно веќе време си имаше наутено на себе. И сега, дали ова е ист процес кај сите мои клиенти? Апсолутно не. Апсолутно не. Значи, сите сме ние различни, сите имаме различна позадина, секој од вас ка различни други некој луѓе може бил да работи на себе, значи нема споредба. Од различни семејства доаѓаме, различна ни е возраста, различна ни е и семејната динамика и работната динамика. Меѓутоа, она што на крај е релевантно, и е важно и ја прави разликата е постигнуваат раст и го гледаат растот и за себе можат да кажат дека стварно просперираат и се чувствуваат се поуспешни и поуспешни кога ги применуваат техниките за работа на себе, а луѓето кои што само ги конзумираат и ги премеруваат и си викаат: па добра, ајде, од наредниве неколку наредни месеци ќе почнам. Тие се тие кои што стојат по место, немаат таков тип на резултати, ама мозокот ги лаже дека работат на себе. Затоа што па ете паметни работи конзумирам, не трошам време на не знам што и да читам, доаѓам на вебинари, следам такви работи, ама примената фали. Само тоа застанува. Нема теорија, шанса нема. Да правиш се што треба да правиш во личниот развој, да бидеш дисциплиниран, да се храниш здраво, да спиеш добро, да пазиш што ќе ти влегува во главата, да си деконтаминираш мозокот, да си го држиш организиран просторот и календарот исто така, да вежбаш, да имаш добри навики, да билдаш добри навики, да ги искоренуваш старите навики, да пазиш на тие што се time wasters, а да немаш резултати на крај. Шанса нема. Нема шанси да почнеш да користиш други техники на комуникација во семејството и на работа. Комуникација која што нема врска со его и со дрскост и со јас сум во право и се слушам од сеа така јас каква одлука донесов, има да работам на себе и има тука сите пеперевка да ми играте. Не со таков тип на комуникација, туку со комуникација од аспект на чекам, прво се видам јас која сум во комуницирање, јас како се однесувам, мене каков ми е тонот најчесто, со каква намера ги кажам овие работи, па после да видите како се менуваат и односите и истите луѓе околу вас почнуваат да ве третираат со многу поразличен респект и така натаму и така натаму. Има шанси ти да почнеш да ги минуваш твоите комуникацијски способности и поставување граници со тие нови комуникацијски способности, а да нема резултати. Не е можно. Единствено прашање на тоа што се применува и колку се применува. Дайте ми секунда прочитаме на коментар. Морам да се исклучам. Добро, ќе. Сега сега. Остаат три големи лаѓи, кои што имаме тенденција да си ги кажуваме себе си и да надржат на исто место, кога си ги кажуваме себе си. Значи, првата е, кога ќе бидам спремна, тогаш ќе почнам да правам. Што значи тоа? Како така ќе бидам спремна, тогаш ќе почнам. Као сум кај што сум, не е сјајно. Знам дека треба да се прават тие работи, ама не сум спремна да ги правам. Кога ќе бидам спремна, тогаш ќе почнам да ги правам. Тоа не се вика планирање. Тоа не е планирање, тоа е overthinking и одложување класично. Дали мислите дека сите успешни личности, чии што успех го рачунате за вие некакво ниво и вие некаков препар, дека они чекале да бидат спремни, да се осетат спремни? Не се чека да се биде спремно. Чак што више кога ќе ви дојде однатре тоа чувство на српски многу добро звучи, не знам на македонски како е. Чувството на ми се не да. Денеска не сум спремна. Па што кога ќе ви дојде таа чувство, треба да си кажете, еве го чувството, сега контра што треба да направам акција. Спремноста доаѓа после акцијата. Треба да се натерате, како да кажам, емнаш да се натерате доволно. Да развиете доволно мудрост и да си кажете, нема да
одам по линија по мој одмор и да си го направам нешто најлесничко во моментот, па нема да го умрам денес како се турна малце повеќе од што треба. И покрај тоа што не ми се прави, јас ќе ја направам акцијава следна што треба, дали тоа не знам. Што и да е во врска со вашите цели. Сега не банализирам, да не се фаќам одма за вежбање, за хранење здраво, за ова за она, под претпоставка дека тоа на 90% од вас ви е битно. Може да е скроз друго, може за вас е завршување на нешто што го одложувате 200.000 години веќе и од толкаска мравкичка ви се направило слом во главата и не ќе да мислите на тоа што треба да го завршите. Не битно е. Значи, нека е упис по некој програм, нека е што и да е. Значи, не се чека спремност. Таква чувство не постои. Чим денес не сте спремни, никогаш нема да бидете. Никогаш. Ама кога ќе почнете да правите акции, и кога ќе почне, после секоја акција многу брзо доаѓаат резултати. Може за недела, две. И кога ќе дојдат тие резултати, значи, тогаш вас ви доаѓа уште поголема желба да направите уште поголема акција. И одеднашка само онака ќе се сетите дека вау, последните неколку недели јас сега правам нешто друго ствари и одам сакам уште повеќе да делувам во оваа сакам уште повеќе работи сакам да правам. И тогаш ќе ви дојде спремноста. И тогаш ќе ви се крена стандардот на некој друго ниво, што ќе ви дојде пред вас опција да не направите нешто што е добро за вас, ќе си кажете, не, ама ја не ќе да не го направам ова, напротив, баш сакам, спремна сум да го направам, што гледам што тоа ми носи. Така што не се чека да се биде спремен. Еве ако некој треба да ви каже, ја ќе ви кажам, спремни сте, ајде, почнете. Правите ги работите што многу добро знаете. Сега да ви ги однотирам микрофоните да кажам, кој има тука пред мене, Оливера, Ана, Мартина, да речем. Што се работите што многу добро знаеш дека треба да ги правиш, а не ги правиш? Ќе ги пододложуваш некој време. Секој од вас ќе ми направи барем 3-4. Па ајде, земате се за домашна вечерва, една барем направите, утре се бајле, еве, едно од нив направите и ќе видите како полека ќе ви се раѓа тоа чувство на спремност. Влага број 2. Ако научам уште малку, тоаш конечно ќе имам самодоверба. Тоа е исто втората заблуда во која што паѓа многу голем дел од вас. Мислите дека самодовербата ќе ви дојде од собирање на повеќе знаења, собирање на повеќе контент, уште некоја книга, уште некој курс, уште некоја, не знам, што и да е, работилница и тан. Меѓутоа, самодовербата не доаѓа од книги. Туку самодовербата се раѓа кога ќе направиш нешто што те плаши. Кога ќе почнеш да излегуваш од зоната на комфорт денес, утре, завтра, прекутре. И кога ќе видиш дека си преживеала, и кога ќе видиш дека твоите најголеми стравови не се оствариле, тоа се раѓа самодовербата. Знаете дека на мојот прв вебинар ми се тресаше гласот вака, дрхтев. 2021 година не го представивме вебинар, не се викаше вебинар, се викаше Кофевит Маја. Коучинг тогаш еден. Сега цело време имам коучеви, ама тогаш беше еден друг, не е сегашниот. Јас не се оставам без некој да ме гура и да ме растегнува, затоа што одамна сум сватила дека ја и мојот мозок сами кога станеме, многу прокрастинација тоа. И сега ме предизвика тој коуч тогаш да почнам вебинар. Иако јас му рекав сакам за 9 месеци да почнам да правам групни вебинари, му вика зошто не сега? Јас викам не сум спремна. Вика добро, како ќе знаеме ако не го направиш? Ама немам самодоверба, јас никогаш не сум зборала во јавност. Па добро, што е разликата сега и за 9 месеци? Мислиш дека ќе имаш тоа? Викам па да, ќе се спремам, ќе вежбам пред огледало, да, и како се лажеме, ќе вежбаш те 9 месеци, нема да 9 месеци ќе се збориме, дека ти ќе почнеш и 9 месеци ќе умираш од страв секогаш кога ќе текне вебинарот и пак за 9 месеци ќе биде тоа да кажеме и другата недела ми е вебинарот. Па сега, зашто ти не го почнеш другата недела? И така ме предизвика и закажано е, ќе се вика Кофевит Маја и ќе почне на април 2021 година. Ама дрхте. Вете знаете, level of insecurity. Баш кај што моето уверување дека јас не знам технологија и не се разбирам во технологија, јас на Zoom знам како да вклучам само една особа и само со една особа знам да зборам, како тоа ја не знам воопшто како да ги вклучам луѓето да влезат вака на Zoom, а камоли па да го држам вебинарот, како да го направам тоа.
па закажано е, па цел ден, како се приближува саатот, тој беше од 7 саат, тамтам, како се приближува 7 саат, ја 100 пати се покаја. Не си нормална, што би требала, жива вода. И на крај, веќе нервен слом ке да живее беше сипал и неколку од тие најверните гледачки и најредовни лајкачи на постоите и така на тие мои први почетоци, им пишав приватна порака на меседжер на кој каде го имав и ги замолив да дојдат во Сипол на состанок да повежбам, да видам тоа како изгледа на Zoom, кога ќе дојдат двајца тројца, како се пуштаат. И онака се вклучија 2-3 особи, Сипол, па го седоме главното финале. Вака се треса цела жива вода. И дојда, видов како изгледа кога имаш повеќе од еден, добро. Стојат вака тука у waiting room, гледам само едно дугме треба да се кликне, добро, окей. И им викам, ова и ова ќе зборам. И им кажам на брзинка кратки точки и очекувам на меричот катастрофа, досадно, оно, викате, па добро, ајде супер, двај чекам, ајде да го седам. И добро, си отидов да си бркат на работа, јас чекам да седам и јас во моето сценарио е дека некако ќе се снајдам да ги пуштам на луѓето од waiting room да влезат на Zoom и дека ќе зборам 2 минути и во третата минута ќе се исклучи една особа, во четвртата друга, ќе доа 10 души и до 7:15 никој нема достапно, зашто ќе биде многу досадно, јас многу ќе пелтечам и така, значи, анксиозност милион. И почнем народ. И јас ги пуштам сите вака, почнам да давам вовет, дека ќе трае 1 сат, дека ќе зборам таа и таа тема, се представам која сум, прв пат они тука доаѓаат сите. Доаѓа 7:50, никој не се исклучил. Доаѓа 7:25, никој не се исклучил. Дома полека како ми се стабилизирало на чукањето на срцето. Доаѓа крајот на вебинарот, добро. Завршува вебинарот, летат пораки на сите страни. Леле, фала ти, супер беше, многу беше добро, фидбек одличен, окей. И од тоа што така јас имам премногу самодоверба и до крајот на животот без премногу самодоверба. Не. Вечерта ми беше мило дека би имав направено тој чекор, тој излаз во комфорт зона и одлучив дека и наредната среда ќе правам по 5 маја. Арно ама, како пројдат деновите, пак ми се врати стариот сондеш во себе. Ова не е доволно добро, не е доволно интересно, кој уопште ќе дојде. И јас почнувам во понеделник. Една по една пораки да праќам, да сите што беа дојдени, пошто мејловите им ги знаев, им праќам мејл од приватен на приватен, една по една. Јас во среда ќе правам поповид маја, дали би дошла? И они сите да, и ете ти пак доаѓа, да имаше околу 25 души, така нешто, па они почнаа да канат други своји, така брзо почнаа да раат. После тоа, вториот го преживеавме вебинар, после тоа пак има поповид маја, некоја друга тема, сега може беше тај менеджмент, ја пак така праќам пораки една по една. Сила четвртата недела, кога е на Габи, леле, чекајте да видам Габи дали ми. Габи, тука ли си ми? Габи од Куманово, Словенија. Не те гледа. Тука ми е Александра од најпрвите, Бојана, еден кув има од тоа време. Сега гарант за Габито смејање вакво што збора. Да, Габи, до тука и дојде. И им пишува порака. Тоа сме се јави. Маја, може ли да не ми праќаш цело време пораки дали ќе дојдам? Дали може од сега натака да ме информираш за саат и за темата и да ме праќаш линк, као не замарај више, жегом. И тогаш кога ја прати таа порака, таа четвртата недела, ја веќе прекинав да ги прашам луѓето, а ќе дојдеш, више спетав на тоа дека они да не дојдат, има заинтересирана публика за тоа што имам да го кажам. И после 69 кофевит маја, наредните 3 години се случуваше скоро секоја среда на 3 јазика по ентузијазам, левел милион, значи го правев тоа во вторник на српски, во среда на македонски и во понеделниците на англиски кофевит маја. Шоу. Нема вeze. Немав тогаш бизнес ментор да ми каже дека 3 јазици се 3 различни бизнеси, ама добро, нема врска, се важи многу мојот ентузијазам. И така, после толку многу вебинари, ја денеска не размислувам колку души ќе бидат, дали ќе зборам пред 50, сами е пред 50, 505.000, исто. Зашто она самодовербата доаѓа откако ќе направиш известен број некои работи. Не постои начин како јас да ја изучам
Чекайте пак да се вратам на мене. Нема начин како јас да изучам, значи, а, како се прави ова и ова, како се држи група, како се држи еден коучинг, како се прави, не знам, како се приоја на непознати луѓе за да прашаш нешто, или на забава кај што паѓаш од Марс, сите се знаат, само ти никого не знаеш и слично, со учење претходно. Туку самодовербата доаѓа од тоа кога ќе направиш излез од комфорт зона и ќе направиш нешто што те плаши и ќе сватиш дека си преживеала, дека не се случиле твоите стравови, кои што моите стравови беа сите ќе се исклучат, ќе ми изругаат, ќе ми речеш што е досадно глупости. Кога видов дека тоа не се случи, настапи самодовербата. Тоа е лагата број 2 што се кажа. Лагата број 3 е морам сама. Мене ако ме бива, ако сум доволно паметна, интелигентна кој што сум, јас сама ќе си се натарам на ова. Слушате ме внимателно. Изолацијата е таа што ве држи во место исто така. Самотијата ја забавува секоја промена. Зашто нашиот мозок не е истрениран да ни праќа поддршка цело време. А заедницата и она accountability кој ќе се направи меѓу вас, тоа е тоа што ти дава гориво да постигнуваш напред. Еден куп пати ми се има случајно, паметни, интелигентни жени, ќе дојдат на разговор, ќе збориме, ќе дознаат каков програм нудам, во што е, како е. И они од самата возбуда, од самата идеја за работа на себе, од самата тоа што убаво се почувствувала дека сме збореле, и 2-3 добри идеи сум ми дала, она вика, знам сега што треба да правам. Нема да влезам во групата, готово, јасно ми, сега знам, треба тоа, сега ќе се послушам и ќе почнам да правам. И ќе се слушам после 3 месеци и ќе речам, почне, она ќе рече, не, уште не. Као, ако можеше, ајде, нели сама, нели она, доволно сум паметна, интелигентна, способна, ќе терам сама. Меѓутоа, пак ќе ви кажам, изолацијата е многу пресудна, крај крајва дали ќе ги имаме резултатите. Мотивацијата е вариабилна, како што ми се емоциите вариабилни. Неделата може толку прекрасно да почне, до вторник може да се сруши целата. Циклусите се менуваат, деновите во месецот се менуваат, температурата на времето се менува, односите дома, еден телефон ќе кренеше ќе се слушнеш со мајка, со сестра, со тетка, ќе ти потонат сите бродови што ќе дознаеш што не треба да дознаеш. Значи тоа е многу тешко да се хендла кога си сам. А е многу полесно кога оди во заедница. Ќе продолжам потатака да го објаснам мислата, само да видам некои пораки да не ги пропуштам тука. Јас така се залажав со вежбањето, ама кога сопругот ме треба да свестам дека е во мене проблемот, во одлучноста да се ставам во распоред, дел за мене за вежбање, така направив, навистина сега редовно практикувам, дел моите ми за вежбање и го се чувствувам со многу поголема енергија. Одлично. И никој вика пак кога сум се одлучив, слушам и не сваќам за каква програма станува збор, ке може ли поконкретно? Што опака за кога тамината што е пралично останатите фала, нема проблем. Веќе полека ќе стигнеме до тоа, дури имаме и представнички на програмата што поминаа што ќе сакаат вечера да зборнат минута две со вас, само што сакам да ви кажам дека излезот е многу едноставен од овој круг на конзумирам, а не преминувам, но не е лесен. Тоа што нешто е едноставно не мора да значи дека е лесно, затоа што пак останува на тоа дека мора да изградите дисциплина, која што се темели целата на излез од комфорт зона. Како дисциплина по дефиниција е воспоставување на некои однесувања што до сега не сте ги правеле, што значи потребна процес на адаптација на сите тие нови однесувања. Ама можно е да се присвоите уште денеска некои чекори, кои што од утре ќе ви направат резултати. Прво, одредете еден мал, ама смел чекор. Секој од вас знае што е тоа нешто што го одложува 200.000 години, обрзате се нешто или целото тоа да го завршите утре, или барем еден чекор кој тоа да направите уште утре, четврток. Утре, не понеделник, туку утре, четврток. Однатаму, направете си самите рефлексија, дајте си искрен фидбек.
Значи, огледало, направете си рефлексија со искрен фидбек, каде се наоѓате во сите животни полиња. Поглавните. Главни животни полиња се здравје, семејство, кариера или работа, успех, пријателства, исполнетост, задоволство, степен на сатисфакција. Тоа се главните аспекти во животот. Фидбек на вас, дали правите нешто добро или не, вие целата таа сегашна ситуација по сите тие животни овакви полиња. Значи, вашата сегашна ситуација во која се наоѓате ви е директен фидбек до кај сте. И од тука ќе треба да ви биде јасно понатака што треба да правите. Понатаму, обезбедете си поддршка и accountability. Или влезете во група, во mastermind, или јавете се на некоја особа која што знаете дека прво многу добро ве знае, второ, многу добро ви мисли, тоа е многу битно, и трето, нема да ви даде толку лесно да се откажете кога ќе почнат првите изговори на три да направам, на третиот, четвртиот многу ми се пријаде Кока-кола, тоест ми се припи Кока-кола и ми се пријаде една чоколадна торта. Некој што ќе ве држи accountable и ќе ви помогне да истраете во нешто што треба да го правите. И последен чекор и последен сос во целава оваа работа е повторување, повторување, повторување. Еден ден, 2 дена, 10 дена да го правите ова, треба ли да кажам дека нема да донесе резултати, нема да направи никаква разлика. Туку тоа не треба да го мерите во денови што ќе почне да го правите, туку тоа треба да стане нов лајфстайл, ново доживотно се прават тие работи. Можам ли ја да вежбам, можам ли да се истуширам 40 пати во животот и тоа да биде доволно? Или да извежбам 40 пати во животот и тоа да биде доволно? Или да се најадам 40 пати и тоа да е доволно? Не. Тоа се работи што се прават на дневно ниво, во летно време дури по неколку пати, као денеска например. Ми прашуваат мои во тимот, ајде кај се требаше да се најдеме преска која порано пред вебинаров, ама не успеав толку брзо да дам на вебинарот, затоа што одлучив денеска дека повеќе пати во денот ми беше потребно туширање, едноставно беше топло и спарно и 100 пати излегов надвор и се растрчав и во последен момент одлучив да се оспежам за да бидам онака во поголема опуштеност сега и во поголем капацитет. Значи, повторување на сите овие работи со тоа што секој пат ќе си правите да ви биде предизвикот поголем и поголем и поголем. Ова е патот од знаење кон некој што во идентитет ги прави овие работи и има голем резултати од личен раст и развој. Затоа што вистинската промена не се случува кога ќе си кажете јас учам, туку вистинската промена станува кога ќе кажеш јас од денеска сум таа и таа, од денеска правам тие работи, од денеска го применувам тоа, од денеска го правам тоа и тоа. Што се однесува до тоа, јас на кој начин можам да ви помогнам на вас и што се однесува до прашањето, што беше тука во коментарот, кажете ми за каква програма се работи, само што меѓу време дојде нов коментар. Се тоа јасно, многу е тешко да се тргне од точка 0, во мојот случај е супер организирана и способна и самата коуч, и така натаму. После нешто што ми се случи да останам деловно функционирам, но некако што можам и сум била и според мене не се движам натаму како што сакам и како сакам и тоа е само саботажа. И ова сега што го кажа, прво е многу искрено, второ покажува многу големо ниво на самосвесност, затоа што голем број луѓе не се ни свесни дека се наоѓаат на оваа точка и исто така има многу што можеш да направиш од тука натака. Баш заради тоа што порано се применувала, порано се знаела, веќе ги знаеш дека ова функционира, па во меѓувреме се случил живот, не си ги правила тие работи, и прашање на одлука е кога ќе почнеш следно. Денес можеш, вечерва можеш. Ти тоа многу добро го знаеш дека се случува во миг, не ти треба за промена 5 години. Промената се случува во моментот кога се носи нова одлука. И што се однесува до програмата, и фала многу што го поставите прашањето во ваква форма и со добраното на челендж која што не помина незабележано, пошто тоа твојот програма порадични од другите подобар по другите. Сега збориме за програмот, затоа што се време може да збориме за програмот, описите се во тек и оно што не е почнато, ќе почне крај на септември. И ќе има одреден датум во септември доколку што може да се влегува да се пријавува, но после тој датум веќе
ќе бидат затворени вратите, пошто мора да направи подготов, онбординг и да почне да се групата, пошто веќе се полни. Овој програм е направен и е втемелен на целото мое работно искуство. Од 6 години и преку стотици клиентки кои што прошле низ оваа работа. Прв и главен производ на ова сум јас и прва одговорно тврдам и гарантирам дека овие техники за работа во себе функционираат и даваат извонредни резултати. Откако на мене го истестирав тоа дека е така, почнав да го работам со други жени. Еднаш, два пати, три пати, 100 пати, 5000 пати. И кога видов дека во 98% од случаите ова дава резултати, што е огромен процент, повеќе е правило отколку што е исклучок, тогаш почнав да правам оваа програма на многу по-високо ниво и по-храбро ниво, со тоа што ставив 100% гаранција на задоволство со 100% враќање на пари, доколку не сте задоволни на крајот од програмата. Што сметам дека е секој доказ што треба да го даде на некој што допрво ме запознал за мојот кредибилитет, затоа што во овој дел јас можам многу повеќе да изгубам отколку вие. Ова не е мерливо, ова не е програм за како да направиш толку и толку пари, па ако не ги направиш може да се види си ги направила или не си ги направила, па јас тогаш да знам дали можам да вратам пари или не. Ова не е програм за слабење, па да знаеме дека гаранцијата се однесува дека ти изгубиш 15 кила, и ако не ги изгубиш те 15 кила, нема бегање, се гледа плюс минус, ќе одбереш, ќе собереш. Ако не си изгубила 15 кила, ќе треба вратиш пари. А тука како ќе го измериме? Како ние да измериме дали си ти 23% посрекна и посамоуверен или не? Гаранцијата на задоволство. Меѓутоа, тргнувам во тоа дека во моите програми не доаѓаат жени што ќе сакаат на крај парите да си ги земат назад, туку доаѓаат жени кои што сакаат да ги искористат овие техники што јас ги имам за работа по себе и да направат големи резултати. А резултатите се однесуваат на остварување на цели, дисциплина, поголема самодорба, намалување на прокрастинирање, редовна работа на себе и постигнување се поголеми и поголеми резултати. На наредниот вебинар, кој што ќе биде не оваа среда, идната, кажавме на 3 септември ќе биде другиот, ќе има целосна презентација на тој програм и на тој вебинар ќе понудам ќе понудам Fast Action бонус за тие што ќе купат тој ден, дека ќе го добиат тој бонус. Меѓутоа, тие што ќе влезат во таа програма од сега до тогаш исто така имаат право на тој бонус. Денеска нема да правиме презентација на тој дел на програмата, затоа што кога тоа ќе биде, јас ќе го најавам тој вебинар како нешто што нема да се поставува после на YouTube или нигде, зашто ќе се одржи понуда, што ќе важи само тој ден и нема зашто да биде тоа последно на YouTube ни никаде. Сега, само ова сакам да ви го дадам како информација, а секој од вас, што не е запишано, нели веќе што не е дојдено на истиот, и сака да знае како може да си фати место, уште пред 3 септември, нека поделат од мојот тим сега тука календарни линк од неделава, thank you, и новој календарни линк може да се закажете терминче за крајот на неделата и ќе направиме краток муавет на кој што ќе ви ги испрезентирам другите детали од програмата. Останате се мислам некои уште 4 или 5 термини, ве молам убаво да видите дали сте слободни во тој час баш да закажете, затоа што многу луѓе што не се сега тука на присутните состанокот чекаат да им пратам слободни термини, да се видиме и да разговараме за програмот. И ако веќе кликнете, пример, во петок, во 8, дека дојдете на состанок, молам стварно да се појавите на истиот. Да не ги зафатите термините, само затоа што сега ве фати вредна возбуда, а после тоа да заборавите да дојдете или да немате намера стварно да се појавите. Значи, одговорни да бидеме јас од оваа страна и вие од таа страна. Тоа сега имам да го поделам и плюс тоа можам да ги прашам девојките што поминало последната група траеше од 21 април до 30 јули. Тука се, веќе вам мислам дека се Елена, Вали и Мартина. Ајде чекате да ја видам. Елена ја гледам, Валя ја гледам, Мартина ја гледам.
можете да им кажете на девојките, чекајте, што беше прашањето што ви кажав дека ќе да прашам? Што Господ ве тераше да си барате беје и да легувате во програмата? Еве тоа. Еве Елена, почни ти ако сакаш. Абе, сви сум ја журен ученик. Ти си. Таа си. Здраво на сите. Ги читав и јас паралелно коментарите и можам да ви кажам дека многу од нас што поминавме и што се уште продолжуваме со Маја, сме ги имале овие прашања и до ден денес носиме нели некои од темите. Можам само да ви кажам прво дека, пошто рече Маја, многу сме избомбардирани со премногу информации, со премногу мудри мисли и главата ни е хаос. Маја и целата програма, и верувам дека сите жени што се таму, како нашите тука Soul Sisters, ќе ви биде кормово. Дечки, значи, буквално сите ние сме имале некоја професор во основно средно, што ни биле милени. Класна си, морам да споделам дека си класна, наша прекрасна. И до ден денес, така, кога се сетите, сега те и тој таа нешто ми помогна, ми направи, тоа ви е Маја. Значи, прво одите акумулер и у пета брзина директно. И да знаете, кога ќе влезете во програмата, не ви се случуваат нештата само на вас. Не сте само вие најнеуспешни или не знам какви да имате мисли. Секој од нас има некакви struggles. Ги носиме на маса, ги работиме и мој совет е кога и да влезете, кога ќе влезете во програмата. Кога ќе зборувате со Маја на Zoom колот, да сте свесно да си ја донесете програмата, ме разбирате, да знаете дека кога веќе влегувате, колку ќе даде Маја, вие требаше толку да дадете. Само за да ги одисплашиме малце со тоа пета брзина и слично, кажи колку време на ден ве терам да работите на себе? Помалце. Ден. Да, помалце. Што кажете? Да не си мислите дека доаѓате во програмата и готово сега рмбате за мене по цел ден. Не. Доволни се 10-15 минути на себе, ама секој ден. И на начин како што ви е дадено, препишано по рецептата. Да, баш е со рецептура и секогаш излегувате нови идеи, нови теми и ново бодрење. Мислам, пред се почнувате со работа на себе и после тоа една друга авантура. Добро дојде на сите што ќе се пријават. Фала ти многу, Елена. Ајде да оставиме малку простор да Валя. Валя исто за прашање на тебе. Значи, зошто овие жени тука што не прошле низ овие програми треба да се пријават на септемвриската група? Здраво на сите. Мило ми е сите што сте тука на овој вебинар заедно со мене. Јас сум Валя, како што ме представи Маја, и сум онлайн професор по англиски јазик. Оваа програма, можам да кажам, од лично искуство дека вреди злато, бидејќи Маја дава еден ветер во грб и едно сигурно водство, кое што ќе ви помогне да си ги остварите целите чекор по чекор и значи со брзина која што на вас ви одговара. Јас се пријавив во програмата кога навистина бев многу незадоволна од скоро сите животни полења како стоев. И баш си кажав, значи ќе го уплатам овој програм и ако успе, ако не, јас ќе кренам раци од личен развој, буквално од сеи, тоа ќе се померам дека таков тип на живот ќе водам, но Маја буквално ми ја смени перцепцијата за тоа што значи работа на себе, што значи личен развој и можам да кажам дека многу од целите кои што ги поставивме заедно сега се значи остварени. Кога го почнав програмот, не бев како малку како изгубена, во смисла бев млада мајка со работа која што не ја сакам, бев релативно незадоволна. Денеска, значи сум доста задоволна од животот кој што го живеам.
доста подобрување имам во комуникација со драги луѓе, се најдов значи мојата лична цел со помош на Маја и си ја најдов, односно си ја работам работата која што сакам, односно почнав свој бизнис. Така да топло препорачувам на сите кои што сакате да си ги остварите своите цели, но едноставно не знаете како, не можете сами, многу прокрастинирате, си велите цело време од утре, топла препорака за програмава затоа што ние тука што еве поминуваме низ тоа, сме лични примери дека да, со 10, 15, 20 минути на ден огромни резултати можете да постигнете. Фала ти, Благодарам. Валя, тебе нема срца да прекинам, пошто ти така професорски цак, цак, цак. Од прво, второ, трет степен отида, фала ти многу и особено што го подели. Самото тоа што го кажа, почнав со бизнес, се тасеше кон моите цели, така некако звучи како па добро се отишло во програма и треба тоа, меѓутоа да ти си мислите дека ова Валя го почна во 2022, па еве сега ние стигнавме до тоа и одно бизнес ќе отвори. Ние почнавме да работиме на 21 април, неколку месеци подоцна Валя ми праќа слика насмејана од овде до овде, слика напред некоја зграда и вика, еве аз само што дадов отказ. И цела група лудуваше и се радуваше и сите века, леле, јако, супер, ајде со среќа, нека ти ја почни си го ова што го сакаш ти и така натаму. Така што фала ти многу за поделеново и верувам дека многу ќе биде вредно и корисно да ја слушнете и Мартина, која што исто така сака да се обрати со исто прашање. Мартина, од која аспект? Здраво. Здраво на сите, јас сум Мартина, јас сум исто дел од групата на Маја. Најпрво се пријави во групата, мислам во програмата, ради ниската самодоверба, претпоставувам излезе, јас мислев дека само јас имам ниска самодоверба, излезе дека и повеќето имаат ниска самодоверба. Истото така имав проблем со прекумерното размислување, излезе дека и не сум само јас. Тука се споделија доста работи, девојките од целата програма што сме буквално све на маса извадија, излезе дека не сум само јас проблемот што мислев дека го имам. Сите некои тук таму имаат сличен проблем. Програмата е стварно Маја добро има осмислено. Па дали петта брзина, втора брзина не е строга, ама си бара редовност и работа нормална. Па мислам дека Вале и Елена све кажа. Нормално Маја дава 100%, ама тука треба секако и вие да дадете исто 100% за да имате секако резултати. И не знам што друго да кажам, све кажам, мислам Вале капа ти симнувам, она баш го кажа како што треба. И се надевам дека ќе се пријавите, стварно нема да сгрешите затоа што вреди. Фала ти многу, Мартина, и на тебе. И ето така сега, значи, се дадам го одговорив на прашањето на кој беше Дани, или мислам дека праша поврска со програмата и ако те интересира да ни повеќе слободно, ако е станат од некоја терминчеве, пак го поделја календар линкот, можеш да се закажеш, па ќе се најдеме еден на еден, ќе направиме краток разговор на кој што ќе ти одговорам сите прашања. Прекинувам сега да снимам затоа што ќе ни пуште Q&A делот.